Што се очекувањата на бугарските граѓани од новата бугарска влада и што на двете неголеми политички партии ветуваа на граѓаните пред изборите? Очекувањата се може би едно стабилно управление, дека понатаму ќе има едно стабилно управување. От извънредни избори, които се провеждат в последните години в България. Ова е пример за исклучителни избори кои во последниве години се случуваат кај нас. Много важни реформи в страната, които така или иначе биват отлагани. Вообичаено се случува изборите да бидат одложувани. Говоря най-вече за съдебната реформа, Во најголем случај тоа го предизвикувале судските реформи. Разбира се и на Балканите, но в много голяма Тоа е степен специфично тук за в България. Балканот. Мисля, че също така тези избори бяха важни и Мислам дека воедно овие избори беа важни, да се очертае тенденцията, по която ще се развива България, за да се отцрта тенденцијата по која ќе се развива оваа земја. Европската нејзина перспектива. В други страни от Европейски съюз се проведаха избори, най-последно в Холандия. И беше много важно българите да И други европски земји спроведоа избори кои беа исклучително важни, како на пример Холандија. Първите предварителни данни, които имаме, показват лека преднина за партията Веќе ги имаме првите податоци. Това, разбира се, не означава, че те ще могат да съставят лесно правителство. Не означава, че ни чакат спокойни времена. Може би Тоа не означува дека не очекуваат мирни времиња. Какви ще бъдат резултатите на по-малките партии? Говоря най-вече за десните Како партии. ќе резултираат малите партии? Те се явяват като три отделни формации, не са обединени и е много вероятно, ако не всички, то голяма част от тях да Во отделни формации, како не обединети. Оставяйки извън парламента, оставянето им извън парламента ще създаде известно напрежение в обществото, така както беше 2013 Она што се случува надвор од парламентот ќе донесе едно незадоволство кај народот отново за страната. И несигурни времења за земјата. Предпоставуваме дека и меѓусоседските односи беше една од темите на кои што се разговараше во ова предизборие. Прашувам во контекст на оној веќе фамозен меѓудржавен договор за соработка и разбирање помеѓу Македонија и Бугарија. Дали ова воопшто беше тема во предизборието? Дали некој од кандидатите, зборувам за големите партии, зборуваше на оваа тема и какви се вашите како предвидувања како познавач? Кога овој договор може да се случи? Која партија ако победи ќе може побрзо да ги движи овие процеси? Много трудно ми е да кажа коя партия би била Многу е тешко да се каже која партија би била поблиска кон желаеща да подпомогне овие тоа нешта договор. кои ги кажуваат. Искрено вярвам, че която и да е ще осъзнае важността да има. Но се надевам дека која и да е ќе осознае важноста на тоа што треба да се случи. За целиот регион. Е един така врящ котел и крие много рискове. Затова за мен е изключително важно да се сключи такъв договор в възможно най-скоро време. Изключително важно е да се сключи еден договор кој ќе ги утврди работите. По-ентусиазирана да го направи. Относно другия ви въпрос. Однос на другото прашање. За кампањата и дали въобще Македонија била тема. Дали воопшто Македонија била тема на нешто вако? За съжаление, външнополитическите работи за жал на дворешните политички даже и разговор за бъдещето на Европейския съюз по никакъв начин не беше засегнат или ако беше засегнат, беше от много малко не биле тема на разговори. Бяха вглъбени в това как да вземат повече гласове. Се сведуваше на тоа како некој од страните ќе земе повеќе гласови. Имаше дебат за това защо Турция и Русия се мешат в нашите Постоеше дебата зошто Турција и Русија се мешаат во внатрешните бугарски работи. Остана на страна и разговор за Европейски съюз, за съжаление. Меѓутоа на страна остана и разговорот за Европската унија.